Божи во Македонци, каде и да сте по светот. Ве поздравуваме од комплексот Етно село Тимчевски, кој што на вистина станува ваше омилено место и сакате својот викенд да си го поминете овде, средба со пријатели, средба со познаници, семејни средби и така натаму, место во кој што може да уживаат сите, од најмалото до најстарото. Но и тука ги подготвуваме нашите рецепти на денот од вкусот на традицијата. Еве сега за сите љубители на нешто сладко, вкусно, традиционално, а сепак постат, тука е вкусот на традицијата да ви го предложи рецептот на денот. И овој рецепт е многу ефтин, многу брз, сладок, вкусен, прстите да си ги излижете. А тоа е посен колач со кокос. За него ќе ви треба со еден филџан, ќе мерите се, дали од 2 децилитра, дали од 1,5, што и да мерите се со еден филџан. Значи ќе ви требаат 6 филџани брашно, 5 филџани кисела вода, 4 филџани шекер, 2 филџани масло, 100 грама кокос, 2 супени лажици какао, прашак за печиво. Ако сакате, ставете ванила, ако не, нема потреба, нека доминира вкусот на кокосот. Одиме, прво го правиме течниот дел. Ја ставам прво киселата вода. Потоа ставам масло, 2 филџана. Ете така. Тука го ставам пецивото. Убаво ќе го разматам. И следно што ќе ставам, тоа ќе биде шекерот. Е, од ова поедноставен и побрз колач здравје. Сега треба со лажицата за матење, со дрвената лажица, неколку минути да мешам за да се стопи шекерот во минералната, тоест народно позната како кисела вода, нели? И со маслото. Рерната треба да ви биде вклучена на 220. Додека фати кора, затоа што овој колач ќе го печеме на 2 пати. Прво ќе го испечеме едниот дел од тестото со какао, а второто ќе биде со додаток на 2 лажици какао. Мислам дека му е доволно. Сега ќе го додадам кокосот. Повторно промешувам со лажицата за матење. Како убаво мириса на кокос. И сега почнувам да го додавам брашното. За да заштедам сад, да немам толку многу за миење, тогаш прво ќе го испечам белиот дел, а во остатокот во садот што ќе остане, ќе го додадам какаото. Сега почнувам да мешам. Е така, полека. Да се врзе брашното со останатите состојки.
се изгубат сите грудчиња од брашното. Ете така, тестото е веќе готово. Еве, толку беше потребно. И ја добиваме она истата хомогена смеса, како и за сите видови на масни торти, нели така е познато во народот. И кога ќе изматите само јајца, шекер, брашно, масло, добивате токму ваква една основна смеса, база за било кој колач да го правите, што е, се разбира, со јајца, меѓутоа конзистенцијата на тестото е секогаш речиси иста. Ете така, сега ќе ставам масло во тепсијата. Пожелно е 26-28 тавче. Ќе ја намастам тепсијата. Можете да ставите и хартија за печење, ако ви лепи садот. Ете така, и убаво покрејвите. И сега половина од тестото ќе ставам во тепсијата и ќе го запечам 5 минути, колку да фати кора, за да можам остатокот од другото тесто да го додадам. Така. Одам во кујната да го испечам. Се гледаме по печењето. Додека се пече половина од тестото, сега ќе го ставам какаото, да го подготвам и кафениот дел од тестото. Така. Не знам, нешто ме фати мерак во рецептот, немаме кора од лимон, но мене така ми дојде. Ево, од сама мене верувам дека и сите вие домаќинки токму така си ги правите рецептите, си додавате нешто ваше. Мене и така ми дојде. Значи, да ставам малку кора од лимон. Мислам дека ќе го збогатам вкусот на колачот, а одлично ќе одговара со кокосот. Да пробаме, да видам како ќе биде. Затоа што знаете дека најстариот зачин за десерти е кората од лимонот. На времето уште додека не постоеле, не пронајдем ванилиниот шекер и други рум, нели ставали и така натаму. Така. Ова е веќе подготвено, а во моментот можам уште малку да му ставам од минералната вода. 3-4 лажички. Колку што додадов какао, малку да го разредам. Ете така. Прекрасно. Сега, кога ќе биде испечен колачот, да ви кажам, можете да го намачкате од озгора со мармалад каков и да имате дома. Ако немате мармалад, можете да ставите рендано чоколадо, што е чоколадо за готвење, тоа е посно, нели? Но, мене многу убаво ми одговара кога ќе има некој мармаладак, а можете само прав шекер да го наросите. Јас ќе го наросам со прав шекер. Ме интересира каков вкус добив.
Леле, колку е добра. А те која ќе се испече? Одам во кујната да проверам до каде. Еве, драги мои, како изгледа првиот дел од тестото, жолтиот дел од тестото. Сега ќе го ставам останатиот дел со какао. Ете така, повторно го враќам во ревната да се допече. Ке се пече уште 15 минути, потоа ќе го оставам да се излади и ќе го наросам со прав шекер и ќе го послужам на трпезата. А вие останете со нас. Така, драги мои, ова е моментот на вистината. Кој не сака сладко? Секој сака да си ја заблажи душата. Ама ќе земам половина, не морам цело да го изедам. Прекрасно е. Се топи во устата. Мирисот на кокосот е најважен. Кој ќе каже дека такви состојки може да излезе толку убав колач и буквално целата тепсија се наполнува. И ете го моментот на кафеното и белото тесто, можете со шолја, чај, кафе, во друштво, со пријатели, со комшивки, само со лажицата, 2-3 пати заврти и готов е колачот. Јас го обожувам овој колач и посебно па ми се допадна што ставив рендана кора од лимон. То ми го направи онака уште поубав колачот. Драги мои, останете со вкусот на традицијата до следниот рецепт на денот. И знаете како велат, километрите не ги оддалечуваат луѓето, туку лошите, погрди зборови. Затоа внимавајте што зборувате. На здравје до следната емисија.